Учебникот по историја ќе се менува, ама министерот не прецизира дали причината се бугарските интервенции што би се протнале преку мешовитата комисија за менување на учебниците. И денеска одговори дека учебникот по историја за 6-то одделение бил полн со грешки, па затоа вели дека експресно бил повлечен. Што се однесува за учебниците со грешки, вие знаете дека веднаш постапивме во период што требаше да се анализира за учебникот Историја и општество, каде сите училишта добија насоки за проблематичните проблеми кај што се појавија во одредениот учебник. Шакири уште еднаш кажа дека учебници ќе има од 1 септември, ама немало да има за сите деца. За лична одговорност не размислува. Објаснува дека проблем бил учебникот по македонски за 5-то одделение, зашто долго време немало кој да го напише. Потенцијалните автори не биле редовно и целосно плаќани туку на рати, па затоа одбивале да го сработат, признава Шакири. Што се однесува за некои учебници, како што знаете, зашто се отвори дискусија за учебникот за македонски јазик. За истиот учебник имаше повеќе од 4-5 повици од страна на педагошка служба. Има ситуација каде што во одредена фаза на учебникот не постапуваат и авторите од забелешките што ги добиват и после тоа одлучува Националниот совет за учебници да не одобрува никој од учебниците или да почне нова постапка. И во учебникот по географија имало грешки. Авторите напишаа дека Албанија ни е источен сосед, а ги сгреши и знамињата, па и го порасна Монт Еверест. Инаку постојаниот закон не предвидува казни за авторите или за рецензентите, кои дозволуваат да се одобри учебник што има содржински или технички грешки. Инаку до средината на следната недела, односно до 14 јуни, треба да се пријават фирми за печатање учебници за наредните 2 учебни години. Огласот е објавен на Бирото за јавни набавки, ама тоа не значи ништо, а најмалку учебник за секое дете.